За Републичкиот закон за задолжително примање на приправници по многу случаи е речено дека има двојна цел: менување на квалификационата структура во стопанството и решавање на проблемот на незапосленоста, доколку тој доследно се спроведува. Навистина, овој закон најде на добар одзив кај поголемиот дел работни организации во нашата република. Затоа нашата екипа посети повеќе работни организации во Штип, Кочани и Тетово и разговараше за тоа докаде е дојдено со спроведувањето на законот. Меѓу другите ги посетивме предпријатијата Мебел, печатницата Илинден, занаечиското градежно предпријатие и Македонка во Штип, фабриката Руен во Кочани и комбинатот Тетекс во Тетово. Тука разговаравме со раководните лица на предпријатијата и со новопримените приправници. На крајот разговаравме и со републичкиот секретар за труд Витје Исјановски. Еве што забележа нашата камера. Рокот за донесување општи акти за прием на приправници, утврден со републичкиот закон, веќе измина. Тоа беше 10. јули. Што е сторено во вашата организација, другар Киров, во врска со ово прашање и дали се веќе распишени огласи? Со донесувањето на законот за прием на приправници, нашиот управен одбор на еден од своите состанци, заедно со колегиумот, разгледувајќи го претходно материјалот на колегиум, одлучи да треба да се примат кај нас укупно 10 приправника, од кои еден хидроинженер, еден со средна економска школа и 8 квалификовани работници. Се мисле на ученици кои се завршиле стопанска школа. Да. За таа сврха на 10. јули, односно јуни, е распишан конкурс, односно оглас, на кој се пријавени кандидати, прилично голем број. Меѓутоа, поради одмори и други некои работи што по терен работиме, комисијата треба тек овие 2-3 дена да реши. Во вашите интерни акти предвидено е примање на помал број приправници од оној што го предвидува законот. Што е причината, другар Киров, за недоследното спроведување на законот? Па видите, ние сме градежно-занатско предпријатие, што немаме некоја редовна работа, мислам, на ланчано или на индустријски начин, како се тоа работи, него од случај до случај. Ние, постоеќиот кадар кој го имаме денеска, ние некој искористен на 80%, до 80%. А тоа не по недобра организација, не по нешто друго, него бидејќи градежништвото е целото на инвестиции, инвестициите по голем случај негде стагнираат. Работите се взимат на лицитации, негде лицитација не успее и така натака. Ние ни постоеќиот кадар, ако се гледа преко работните, не е искористен целосно. По тие причини не ќе можеме да го попуниме, не сме могли да го попуниме ни бројот кој го предвидува законот за приправници. Jer се поставува прашање ни на тоа понатамошно искористување. Вашето предпријатие, другар Кчев, повеќе време работи со загуба. Дали слабото работење во известна смисла не е резултат поради немањето доволен број стручни кадри? Нашата работна организација прв пат загуба покажа во 1966 година и тоа со 5,5 милиони стари динари. Таа загуба е повеќе од објективни причини, со тоа што стопанската реформа ние дочекавме малце, ако може да се каже, неспремно. Затоа што објективните причини беа во тоа што репроматеријалите со стопанската реформа ни се зголемија со 35%, додека цената на готовите производи се зголеми само со 5%. Значи, овој несразмерен пропорционален однос не доведе малку во критична ситуација, затоа што во тој период, ние, ако не повеќе, бар моравме да изголемуваме продуктивноста, да правиме поголема економичност на материјалните трошкови и некои слични ствари. И сепак сметам дека загубата која покажавме во таа година од 5,5 милиони стари динари, таа не е многу голема спрема нашите усилби и напори што ги учинавме во тој период по стопанската реформа. Да. А дали имате доволен број стручни кадри во вашето предпријатие? Што се однесува до стручни кадри, стварно тоа е за одбележување дека пред стопанската реформа работната организација не располагаше со стручни кадри. Но во 1967 година
тоа беше веќе осознаено од страна на работниот колектив и затоа се пристапи кон реализирање на тај проблем. Во 1967 година, како што реков, беа примени 4 кадри и тоа тројца техничари, погонски инженери и еден економист. Колку што ни е познато, вие се уште не сте се опремили со доволен број стручни кадри. Од друга страна, законот што е донесен во врска со примање на приправници, кај вас многу бавно и инертно се спроведува. Во што е причината? Па тоа е повеќе моментално околу припремата на новата систематизација на работни места, која треба да биде сообразена со новата организација, мислам на трудот, и фактички се одрази на донесувањето на тај општ акт на приправници, а кој веќе, како што реков, е донесен и очекуваме во наредните денови да се објави во дневниот печат. Уште едно прашање на крајот, другар Крчев. Во вашите интерни акти, што овие денови ги донесовте, е предвиден помал број приправници од оно што го предвидува законот. Што мислите вие, во што е причината за недоследното применување на законот во вашата стопанска организација? Па, тоа се темели пред се на слабата материјална основа во која работната организација се наоѓа, а и сметам дека тоа е главна пречка што не можеме да примеме и поголем број на приправници. А законот ве обврзува да примите онолку колку што е предвидено. Што за тоа мислите? Ние моментално нашите могуćности, колку што се, сообразени со стварната состојба, како што реков, ние ќе примаме 4 приправника, а законот нас не обврзува 12. Меѓутоа, ние немаме доволна акумулација, за да го наголемиме платниот фонд и за да можеме да ги исплаќаме тие приправници, бидејќи и без тоа нашиот личен доход се движи некаде, просечен личен доход се движи некаде околу 35.000 динара. И вашето предпријатие, другар Ѓошев, поточно речено печатницата Илинден, повеќе време работи со загуби. Дали слабото работење во известна смисла не е резултат токму поради немањето на доволен број стручни кадри? Точно е тоа, како што кажавте вие, да ние работиме стварно многу време. Нашата печатница работи подолго време без стручен кадар. Ние немаме административен кадар, например, у книговодство, економиста. И така да ние до сега работиме долу у погонот што ни е административниот апарат, без стручен кадар, ние немаме направено тарифни правилник или сите документи што ни се правни акти, за да би можеле понатака да работиме онака како треба правилно. Ние сега пред не 2 месеца добиме економиста. И тој економиста се нафати да работи некои работи, али за кратко време тој не можеше да најде средина меѓу нас тука. Иако јас сум од погонот доле слегнат во ВД директор, ние му понудиме на него, јас лично му понудив да он ме замени мене како ВД директор, а јас да работам друга работа, или на комерцијална, или пак да се вратам назад у погонот. Он на тоа нешто одговори дека не беше сигурен и не беше да ми каже веднага, после каже дека јас сам уште млад, сега дојден и не знам дали ќе можам да одговорам на ова радно место веднага. А покосно каже дека ќе може да одговорам ако сепак помине еден период у работата заедно со нас, па да помине за директорот тој да биде. Вие рековте дека немате доволен број стручни кадри. Законот за задолжително примање на приправници ве обврзува да примате 4 такви приправници. Меѓутоа, според вашите интерни акти, вие предвидувате примање на еден. Во што е причината што не примате повеќе приправници во вашата организација? Причината е од тоа што ние сега моментално, ако примаме повише, не ќе имаме од дека да ги плаќаме. Тие сите ако ги примаме. Ние имаме правилник донесено, но не сме дале преку Нова Македонија, още не сме објавили конкурс, веќе треба
другарката што работи на таа работа на годишен одмор е сега. Тој се врати, она ќе објавиме веднага во Нова Македонија. Вие, другар Лазаров, сте председател на управниот одбор на една од најголемите организации во градот. Дали би сакале да ни речете нешто околу активноста на самоуправните органи во зголемувањето на кадровската структура во погоните на вашата организација? Нашата стопанска организација уште преди донесувањето на законот водеше грижа за зголемувањето на стручните кадри. Така да у почетокот на годината имаше 40 стажанти, кои сега постапувањето на законот има примено уште 46. Така у текста на примање треба да се примат околу 20. По најголема грижа за зголемувањето на кадровската, односно законот, постапувањето на законот, самоуправните органи, разгледувајќи го законот, донесе свој правилник за примен на приправници, кој е век изгласан и од работничкиот совет. А дали би сакале да ни кажете нешто каков е односот на постојните кадри кон примањето на нови приправници во вашиот колектив? До сега нема никакви пречки. Луѓето се распоредени на такви работни места, квалификовани, високо квалификовани, од кои сега работат двојца механичари, високо квалификовани и 46 текстилни техничари и квалификовани работници. А вие сте нов во овој колектив. Примени сте пред известно време. Ве молам најпрви представите се на нашите гледачи. Се викам Доков Стојан, техничар, текстилен. Другар Доков, какви се вашите први впечатоци од работењето во оваа стопанска организација? И каков е односот кон вас и кон другите приправници од страна на колективот? При мен сум пред 10 дена, се запознав најпрво со машината и можам да кажам дека од страна на работниците и мајсторот имат пружено доста за да ја сватам работата. И скоро не остават и сами да работиме на самата машина. Каков беше вашиот пат до доаѓањето на работа во оваа стопанска организација? Дали сте некаде на друго место барале запослување и на какви пречки наидувавте? Барав од многу места, на многу места за запослување. Имам завршено 65-та, 66-та школа и скоро 2 години, веќе има 2 години кога сум без работа. Барав по сите текстилни фабрики во Македонија и каде имаше распишено конкурс, секаде бев одбиен. Не само што барав на струката, барав и на друго работно место. Се понижував и одев да сечам дрва, но се беше тоа узалуд. И сега, кога веќе ни се пружи една прилика да бидеме примани на работа, како приправници, не ни дадоа работно место техничар, туку ни дадоа како работници и бевме приморани да работиме како работници. Во вашата стопанска организација, според статистиката со која располагате, се забележува дека има доста кадри кои заземаат и раководни места, а немаат соодветно школско образование. Како овие кадри гледаат на приемот на приправници и дали има отпор при примената на законот? Јас би прво дал една забелешка на прашањето, бидејќи во нашата работна организација не е голем бројот на стручни кадри, па и на оние на раководни места, кои се со пониска квалификација од предвидената. Иако има извесен број. Нашата работна организација на прашањето на стручни кадри и млади кадри му посветува посериозно внимание, така да уште од своето прераснување во фабрика, посебно се интересира да што поголем број на млади и стручни кадри абсорбира во својата средина. За таа цел во Кочани е оформен и електромашинско училишен центар кој подготвува кадри и тоа квалификовани работници, металостругари, фрезачи и така натаму и машински техничари. Посебно работниот колектив излага, односно издваја приличен број на средства за стипендирање на стручни кадри на високи школи и факултети. Денешниот број на стипендијанти е 17.
što se odnesува до приправниците, мислам на што е прашањето, ние во текот на 67 година уште со нашите нормативни акти предвидовме одредби за прием на приправници. Така да првиот приправник во Руен е стапил на работа на 25 декември минатата година. После излегнувањето на законот за приправници, ние пристапивме и донесовме правилник. Така да нашиот работнички совет усвои правилник за приправници во почетокот на јуни, со кој се предвидува прием на 35 приправника од сите категории и квалификации. А до сега колку сте примиле? До сега сме примиле вкупно, вклучувајќи го и оној број порано, 24 приправника, од кои 22 се веќе на работа до овој момент. Вие сте еден од приправниците што пред известно време се дојде на работа во овој колектив. Најпрви им представите се. Јаневски Коле. А што сте по занимање? Јас сум квалификуван фрезач. Видите, би сакале да ни кажете каков е вашиот прв печаток од работата во овој колектив и каков е односот кон вас и кон другите приправници од страна на колективот? Јас како еден од приправниците што сме членови на овој колектив, ние пред се сме заблагодарени што не примаа во овој колектив, така што ние бееме вака на чисто оставени на само себе и мора да не соберат во еден колектив за да можеме да организираме на општа работа која ќе ни допринесе и на заедницата. Ние сме задоволни од ова работа што ни придуват и работниците спрема нас, затоа што они како работници сакат да бидеме ние идни работници, една снага на оваа фабрика. Јас како млада овде работничка примена сам пред 2 месеци као стажант. Па школувањето го завршив уште пред 1 година и како ученичка, тражејќи ја својата работа за да ме примат во текстилната фабрика Тодор Циповски Мерџан, бев одбиена 3 пати. Сеја мислам дека сам примена одека во оделението Шивона и добро се осеќам. Она што мислам што не ми е јасно, прашувам за да ми покажат, за да го изработам она што треба правилно. А каков е односот на постарите работници кон вас, помладите? Па, сега многу добро. А дали наидувате на некакви пречки во работата? Мислам, до сега лошо ништо нема, никаква пречка направено, а од сега натамо не знам што ќе биде. Па веднаш по моето стапување во работен однос со овој комбинат беше изготвен план од страна на техничкиот директор по кои фази во почетокот на моето стажирање ќе поминам јас. Така, 3 месеци, првите 3 месеци ги поминав во запознавање на технолошкиот процес во целиот комбинат и во тоа време јас може да научам доста работи кои подоцна ќе ме служат. За сето ова време сум доста добро примен од раководителот и од останалиот персонал на оваа единица и можам да речам дека тоа доста ќе ми помогне во моето усавршување што ќе биде од голема корист и на мене и на овој комбинат. Кои се основните карактеристики, другари Сјановски, во активноста на работните организации за прием на приправници и какви се негативности се појавени во применувањето на основниот републички закон? Мислам дека треба да се каже да постојната фаза околу приемот на приправници во работните организации носи белег дека се наоѓаме во една завршна фаза. Голем е бројот на работните организации кои веќе ги изготвиле тие акти или се наоѓаат во нивното конечно изготвување, поради тоа што и конечниот датум за нивното донесување практично проистекна на 10
juli ova godina. Мислам дека ова работа што се оствари во нашите работни организации предизвика едно внатрешно изангажирање на работните организации и нивните самоуправни органи во нивните настојувања да навистина приправничкиот стаж стане една чврста основа за натамошно екипирање на работните организации со потребни стручни кадрови. Се надмина едно разбирање дека приправничкиот стаж представува нешто што треба да го оствариме само во текот на оваа година, а преовлада сознанието, а тоа всушност е и задача и на самиот закон, да тоа представува еден трајни основ за да можат работните организации навистина до крај да го опремува стопанството со потребен број стручни кадрови. Сакам да истакнам дека претежно се бројни позитивности што на овој план се здобија во работните организации, поради тоа што навистина не треба да се упростуваат овие нормативни акти, бидејќи нивната суштина представува навлегување во многу значајни сфери од деловната политика на работните организации. Тука се тие искуства до толку позначајни што се направија захвати кои ќе имаат многу позитивности во натамошниот одраз на работењето на предпријатието. Вие спомнавте да има и некои негативности. Секако ние имаме преку 2500 работни организации. Евидентни се некои работи што не се во духот на сите оние активности што сме ги имале досега во остварувањето на оваа законска материја, како што се известни обиди да се врши менување на систематизацијата на работните места, известни обиди да се сведува приемот на приправниците претежно како известна желба да се помогне во решавањето на незапосленоста и слично, али сметам дека со сите овие напори што се сторени во нашата република, очекуваме дека позитивноста претежно ќе биде на страна во работните организации и сето она што би го нарекле како уште за останување, ја претпоставам дека во наредниот период ќе се оствари. Според законот е предвидено во нашата република да бидат примени околу 4700 приправници. Вие секако имате најдобар увид во тоа колку досега се примени приправници и дали оваа бројка ќе биде остварена до крајот на годината? Ја можам да кажам дека за сега не сме толку задоволни според она што како статистички податок располага и нашиот секретаријат и органите во републиката што мощно и интензивно ја следат активноста на овој план. Од она што како тука, као што ние располагаме во секретаријатот, можам да кажам да досега практично се примени преку 600 приправници. Оваа цифра можеме да ја кажеме како почетна, заради тоа што дури сега заврши конечното обликување на актите, па можеме да очекуваме во овој месец и нарочито во наредните да го оствареме она што го практично имаме и одбележано и можеме да очекуваме дека тој број ќе биде и практично реализиран од 4700 минимум. Според законот се предвидува примање на околу 4700 приправници, а според една анкета во 1400 работни организации е констатирано дека постојат можности за примање на преку 7500 приправници. Од нив 2000 со високо и висше образование, над 2500 со средно образование и преку 3000 приправници високо квалификувани и квалификувани работници. Меѓутоа, од околу 2500 работни организации во нашата република, до 1 септември се примени само 2438 приправника, а речено е дека законот за примање приправници во голема мерка ќе придонесе да се решат некои актуелни проблеми во стопанството, доколку доследно се спроведува. Да се надеваме дека до крајот на годината ќе биде реализирана бројката што ја предвидува законот.